На моје задоволство за прв пат во плеаут го имам Дарко Илиевски како гостин. Дарко, добре дојде во емисија. Добро ве најдов, баш ми е драго што те вака за прв пат, а? За прв пат. Знам дека не Последно да не биде. да не биде, дај Боже. Знам дека не си прв пат во Битол, идиш често, ама не многу често. Не те има баш често, зошто така? Па искрено ти кажам, од сите градови во Македонија најмногу Битола ми има. Така да пошто имам многу пријатели, многу другари овдека во Битола, некако ме врзува многу емотивно Битола, ја сакам посебно. Така да ме има сега нешто во задниот период малку сум фокусиран на некои други работи, на работа, ова не сум излегол ни од дома, ни од студио. Така да идам често, знам да идам во Битола, имам ти викам премногу пријатели овдека и си ја сакам многу. Имаш доста пофалби, ете дека спомна работата, доста пофалби за она сака. Вистина современ звук. Кој беше идејата, мислам, како дојде до тоа да се работи, пошто македонската музика ете во последно ние одиме назад, а ти одиш напред. Дај Боже. Знаеш како, малце почнав да се фокусирам на тоа да работам за надвор, не за границите на Македонија. И се сум фокусиран само на тоа. И кога веќе требаше нешто да пуштам за овде, пробав да направам нешто што истото го правам и за надвор и да не се замарам дали ќе пројде овде или нема да пројде, пошто знаеш во Македонија ти е малце проблем. Ево копано срце моје, нека си ги имам тука многу Другарчи. Да. И кога идев на варијанта, идев да не се замарам за тоа дали ќе пројде тука или нема да пројде, него правено за странски пазар, издадено овде на македонски. И искрено ти кажам, гледам дека реагира публиката. Првично, знаеш која ми беше идејата? Идејата ми беше што телевизиите веќе почна да не ја перцепираат македонската музика, зборам оние националните телевизии кои што се најмногу гледани. И за жал, не за жал, него за срам. И почна да не ја перцепираат, а оваа музика од типот на она сака е музика клубска, која што клубовите вртат, па си реков чекај еде валјда диџејиве ќе имаат материјал нешто да не викаат немаме македонско нешто што да пуштиме. Еве, пуштети, гледам дека од сите диџеи до сега што ми се и мене пријатели и познаници, гледам дека има добра реакција, дека ја пушта на радио, ја пуштаат телевизија, зборат. Тоа е тоа глобално и застануваме тука на тоа на тапшање рамо и тоа тука настанува проблемот. Ме разбираш, што кога ќе треба да дојдеш до следен проект да го изреализираш, ти треба пари првин. И тука доаѓа проблемот и па си викаш, не ми се работи за овде. И ама тоа е, знаеш, кога нешто го правиш од љубов, тука нема пари. Многу млади не слушаат македонска музика, факт ето. Велат нема добар звук, нема добра композиција, нема нешто што ќе ме привлечи да ја слушам. Значи кога ќе слушнам нешто англиско, мене ми е многу добро премер. Знаеш како? Ти со она сака морам да се задржам на неа, даде надеж. Значи сум бил во контакт со многу и велат ова е нешто што вака треба да оди македонската музика. Јас цело време го зборам тоа, ја имам дома преку 7000 песни направени како продуцент. И сите со тој калибар клубска музика. Искрено ти кажам, стварно немам на кого да му понудам песни и да му дадам и за без пари, за да отпее, за да звучи, пошто сите се некако скептици, абе дали ќе помине, знаеш, јас се согласувам со тоа дека македонската музика ни е шит тежок, со извинење, заради тоа што се базираме на некоја музика која што пред 30 години поминува. Не викам дека тоа не е квалитетна музика. Квалитетна е, ама во моментов не е нешто што народот го слуша и го сака. Не пратиме ни стандарди, ни ништо. И имаш една Ријана која што е влага со 5,5 милиона евра у инвестиција у спот и Дарко Илиевски кој што има инвестиција од 5000 евра у цел проект. Се не може да звучи тоа и да изгледа идентично, затоа што порано немаше интернет, немаше Ријана и беше само 5 души кои што ние ги знаевме и немавме пристап до други. Интернетот ни ги отвори очите дефинитивно. Ама и тоа е добро, ја не викам не, затоа е одлично е тоа, затоа што имаш конкуренција која што е многу строга. И сега тешко е да го постигнеш нивото нивно, али ја на пример се обидувам да направам нешто што ќе може да се мери колку толку. Колку пари, толку музика, нели? Факт е дека нема продукција како продукцијска куќа на пејачи на музика во Македонија, единствено ни остануваат фестивалите. Сега тука многу луѓе велат остануваме на проблемот со оркестар. Голем проблем е кај сите како автор ги ограничува. Некој е твое мислење за тоа? Ја мислам дека не ги ограничува воопшто, него дека ги ограничува организацијата на фестивалот, на било кој фестивал, затоа што немаат визија дека тоа истото може да го направат толку модерно да звучи, да биде
Джеймс Бонд. Или Weekend Temptation. Све. Значи све што може да ти падне на памет, све може да биде. Ако тоа добро се исповрзе со модерно и да му го дадеш оној електронски звук и лайв звук во едно како пакет, би направило нешто многу интересно. Ќе го земам за пример Сан Ремо, е истиот тип на фестивал, ама има ултра хитови од таму излезени. Мислам се, за Америка може да не, ама за Европа да. И јас пак ќе кажам, има начини, само што проблемот е што ние, визијата ке нас е, имаш 500 години старци у МТВ кои што седат и уште ти кажуваат закон. Не бива. Не бива. Ја стварно немам ништо против нив, они нека зимаат плата, ама нека не кажуваат стандарди на 21 век, кај што други се идеалите. Тоа е генерален проблем во денешницата сега. Знаеш како, не се пратат стандарди, не се пратат визии, не се пратат стилови. Не мора да се насочи кон Америка. Америка ако е далечно, нека иде кон Европа. Европа моментално со хаос и со техно музика гази. Во светот е најдобра. Ние овде, пази, пред не знам колку години беше на еден фестивал, ти бара пропозиција да звучи на песните од пред 30 години, оние шансоните наши, не знам, од Славе Димитров и тоа. Тоа е неповторливо. Тоа на времето било ултра и уште е. И не може да се повтори сега пак и ние цело време едното исто да правиме. Мора да има да еволуира нашата музика, филм, све што е уметност. Ама Уметноста не е за ограничување дефинитивно. треба да еволуира, да се експериментира, да се пробуваат нови стил. Не може сите да бидат Тоше. Не бива тоа. Знаеш, Тоше е еден и единствен и тоа е тоа. Не ни треба да бидат. Не ни треба да бидат своји. Тоше бил Тоше затоа што бил Тоше. Затоа што никого не копирал друг. Не бил како Желко Самарџич или Јоксимовиќ, како и се да биде најблиски тие што ни се. Него бил Тоше и затоа успел. А ние знаеш, тоа поминува, бутај. Те гледавме повремено на фестивали. Значи си се пријавили на Скопје Фест за избор на песна на Евровизија и Да. сега, значи тогаш било во времето кога имало избор. Сега немам избор, како гледачи, значи немам избор да го одбереме тој кој сакаме да не представи. Зошто е тоа така, кој е проблемот, дали вие како останатите изведувачи се осеќаате како дискриминирани? Искрено ти кажам, дискриминацијата како дискриминација би влегла у еден степен, али јас, мојот искрен став е дека Евровизија, кој отиде, се врати ќуток. Катастрофа. Еден артист, кажи ми, кој што отишол на Евровизија, се вратил и добил експанзија на кариера. Ни еден ја не познам, освен Елена Ристевска, која што имаше најдобар успех и никој друг. И никој друг. Добро, сега Тоше ради други цели, не ради Евровизија. Сите обично добиваат дебакл од Евровизија, пошто Евровизија е тотално систем кој што не им е познат на јавноста како функционира. Ние мислиме Евровизија и тоа е тоа. Тоа е таму нешто сосема различно од она што ние мислиме дека е. Тотално не е. Све е со пари, све се купува тоа. Утре можеме да донесеме Евровизија ако решиме. И ако државата реши, Евровизија ќе дојде во Македонија, ќе донесеме со 5 милиона евра инвестиција, ја носиме. Некој викаат дека Донесе Србија со молитва има добра песна. Марија Шерифовиќ направи толку страшно едно интересно сценско видување на стварите, опфати една огромна група, да трнеме од тие ЛГБТ, не знам луѓе за здрав живот, за све у сценскиот настап е тоа све изведено и државата инвестира, вика еве пари, идете сега гласајте од сегде и ја носиме Евровизија. може би треба да се тие се стандардите Марија што ги донесе да пуштиме брада и да Па не е што така. или колса да пуштиме. Што не знам што е. Ја искрено многу сакам да ги видам К15 на Евровизија. Многу искрено сакам да ги видам, пошто знам дека Некој извини што те прекинувам, некој вика дека Евровизија е на место каде што може да се представи Македонија с песната да ја слушни по широка јавност. Без разлика каква е организацијата, јас ако направам добра песна, имам шанса да се представам таму, тоа би било голем успех. Доколку му се допадне песната на Европа. Па да, ама тоа е како да ти кажам, што би рекол Тимбаленд, продуцентов на едно интервју, вика на што најмногу се смееш, вика на глупи, поглупи на Евровизија. Така да што да ти кажам повеќе, јасно ти е све. Не знам, ја не оправдувам Евровизија, мислам, ако би ми дале многу убави пари, би отишол и би пеел на Евровизија.
Иначе не ја сакам уопште, не ми е предизвик, пошто не ради Евровизија, него ради тој дебакл што ќе го доживееш после, пошто у Македонија врвот го достигнуваш кога ќе ти идеш на Евровизија. И после тоа што? Како што викаше Пет Диди, и многу лесно се стига до врвот, тешко е да останеш таму. Веројатно секоја година на Евровизија треба. И од идеш да, сега Калиопи иде па поново и па следната година да пратиме. Следни планови, твој нешто за спот, албум спремаш, нешто Работам на еден проект кој што не сакам многу да зборам сега за него, затоа што ми е голем подвиг и не сакам да си ковам пред рука. Решив дека малце имаме една песна која што ја пратив на тие субвенции кои што никако не може да добијам и не знам која е причината, поради валјда рекетарскиот начин на однесување на жирито. Пушти го слободно, све, нека не ти мрда леѓа. Многу сум револтиран и решив дека више не знам дали ќе испраќам песни таму. И имам една песна која што ја правев, ја направив така на брзинка и испадна многу добро, реков ај ќе ја пуштам, ама е баш онаков стил модерен и таму тоа не проаѓа, пошто таму под 500 години имаш луѓе што се кентаури, ти викаш што е бре ова, разбираш, и веројатно ќе пуштам нешто такво и решив дека малце нема еден период од творење на македонски јазик, дека малце ќе се насочам кон надвор, кон работа со странство, затоа што овде стварно немаш начин како да работиш и да преживееш за леп. Навистина е жално тоа што таква е ситуацијата, што бегаат на пејачи и обични луѓе, значи секој напушта, не битно тоа. Битна е креацијата, битно е како работиш. Да, ама знаеш како музиката нема граници, јас можам да работам од тука за секде, така да кога веќе можам, зошто да не би, кога гледам дека овде некој не ми го цени трудот, поарно ќе работам за странство и па и на крају крајава ќе си ја презентирам државата. Ја немам ништо против тоа, ја не плюкам против држава, не. Значи јас ја сакам државата, сакам да бидам представник, ама едноставно условите во моментов тука не дозволуваат да можеш ти да просперираш, да живееш, не да бидеш нешто, него да живееш премено. И тоа значи дека ќе слушнеме некој инострански јазик, некоја песната, англиски или Ќе има. Има нешто тако, значи одиме надвор. Има цел проект и ќе биде малце така поразличен од она што до сега сум го работел. Мислам не многу поразличен, али у глобала тој англискиот многу прави чудо прави англискиот. Нас ние малце говорот на македонскиот јазик многу е малце тежок и ние имаме така слаб фонд на зборови. Мислам слаб фонд на зборови. Ние имаме многу убав јазик, ама многу тешко за пеење затоа што не многу има зборови кои што не се фонични, не звучат и се така старомодни и имаме проблем околу тоа да напишеме добар и инспиративен текст. Ти благодарам за учеството. Се надевам ќе се видиме, немате задржан поќе, знам дека те чека настав вечерва. Да, добро. Убав помин, се надевам ќе се видиме последна прилика. И јас се надевам, фала ти многу, што и да треба, тука сум за вас, фала ви на поддршката, фала ти на све, на убавите зборови. Се гледаме во некоја народна прилика, па да ни дојдете Скопје малце.